Вести на Канал 8. Добар ден. И по 4 години од промовирањето на иницијативата за формирање на Младински совет на општина Кочани, ова тело се уште не заживеа. Главна причина за тоа е недоволната активност на младите кои треба да бидат негови носители, но известно влијание има и политиката. Младите во општина Кочани и понатаму се без свој младински совет откако 3 пати досега пропадна иницијативите за негово формирање. Иако се очекуваше тој да заживее до крајот на оваа година, најверојатно рокот ќе биде пропуштен. Една од причините за ова е недоволниот интерес кај издруженијата кои опфаќаат млади да учествуваат во конституирањето и работата на Младинскиот совет. Од Националниот младински совет велат дека Кочани не е единствен пример во државата каде поради слабата иницијативност меѓу младите, локалните совети не постојат, а голема улога за тоа имала и политиката. Неуспешни се иницијативите со локалните младински совети не само во Кочани, него и во многу места, населени места во државата. Причината е токму тоа, нели, она што не можеме да го избегнеме, а тоа е некакви партиски афинитети на одредени страни. Инаку, еден локален младински совет треба представува инклузивност и представување на младите од општината, населеното место, градот од каде што доаѓаат. Што значи дека представниците може да доаѓаат и од политички подмладоци, младински, меѓутоа да има еднаква репрезентативност и не да доминира одредена страна. Од локалната самоуправа на Кочани рекоа дека даваат целосна поддршка за заживување на Младинскиот совет, но и неопходно е младите да покажат поголема активност и сами да учествуваат во конституирањето на ова тело. Бидејќи ова работа е младинска организација и оставаме нивната одлука да биде нивна и само нивна и да действуваат самостојно, а не да бидат наметнати како што веќе коментарите ги слушаме како што било до сега. Сакаме да направиме нешто поразлично, тоа да биде иницијатива и идеја на младите, а ние секако ќе ја поддржиме истата, како што ги поддржуваме младите во секој поглед во општина Кочани. Без обзир дали имат организирано действување или иницијативите и идеите доаѓаат споредно од друга страна. Иницијативата за формирање локален младински совет во Кочани прв пат беше промовирана уште пред 4 години, пошто следуваа уште 2 неуспешни обиди. Со неговото формирање треба да се исполнат дел од утврдените цели и приоритети со Националната стратегија за млади на Република Македонија, односно да се афирмира значењето на младите луѓе во општината и да се формулираат активностите со кои тие треба да се вклучат во политичкиот, општествениот и социјалниот развој на локално ниво. Небезбедни и со слаба прегледност се неколку фреквентни крстосници во градското подрачје на Кочани. Поради ова, неминовна е потребата од поставување на сверни огледала заради поголема прегледност и безбедност на возачите. Небезбедни и со слаба прегледност за возачите се неколку крстосници во централното градско подрачје на Кочани. Особено критичен е спојот на улиците Ленинова и Димитар Влахов во Стришани. Таму, иако има поставено знак за задолжително запирање, прегледноста за возилата кои доаѓаат од кај двојниот мост е мала и поради тоа често доаѓа до ситуација да се загрози безбедноста во сообраќајот. Само на неколку метри подолу на крстосницата кај туристичката агенција Велијан, возачите повторно се соочуваат со проблем. Возилата кои доаѓаат од кај некогашната ветеринарна станица и кои сакаат да продолжат со движење во правец кон Штип, често имаат проблем во приклучување на улицата. На крстосницата пред 10 години беа поставени семафори заради поголема безбедност на оваа критична точка, но сепак нивното функционирање не траеше долго. Последна во низата крстосници што се закана по учесниците во сообраќајот е крстосницата кај Грозд. Со оглед на тоа дека возилата во тој дел од градот возат со поголема брзина, не почитувајќи ја поставената сообраќајна сигнализација, приклучувањето кон главниот пат од кај улицата Павлина Велјанова во било која насока на движење представува проблем и опасност за учесниците во сообраќајот. Возачите често реагираат дека овие крстосници представуваат вистинска закана по нивната безбедност, а честопати поради намалена прегледност на среќа и на невидено се приклучуваат на улиците. Граѓаните често се сведоци на сообраќајни несреќи токму на овие критични точки. Поради тоа, на овие места неминовна е потребата од поставување на сферни огледала заради поголема прегледност и зголемување на безбедноста во сообраќајот. Иако кај крстосницата кај Грозд пред неколку години беше поставено вакво огледало, тоа за кратко време беше уништено од несовесни граѓани.
Сепак, тоа не треба да биде причина да не се постават нови, заради спречување на несреќи и ситуации што го загрозуваат нормалното одвивање на сообраќајот. Верниците и членовите на црковниот одбор при храмот Свети Кирил и Методи во село Мојанци јавно им се заблагодаруваат на донаторите, собствениците на компанијата Ината од Кочани, кои финансиски помогнаа да се изгради настрешница во дворот на црквата. Слава на селото е токму на 28 август, кога се празнува Успение на Пресвета Богородица. Верниците од Мојанци, кои на празникот Успение на Пресвета Богородица, што се празнува на 28 август, кога е славата на селото, секоја година се собираат кај црквата посветена на светите Кирил и Методи на заеднички ручек. Но досега се соочуваа со проблем. Немаа каде да го организираат ручекот, бидејќи немаа услови. Од црковниот одбор при храмот во Мојанци јавно се заблагодаруваат на донаторот, собствениците на Ината од Кочани, што овозможи и изгради настрешница во дворот на црквата, што ќе служи за организирање црковен ручек и собирање на верниците. Ова е храм Свети Кирил Методи, позади него е Свети Јован, и имаме ние три обреда у селото. Свети Јован, Свети Кирил Методи и Богородица. Значи утре ни е слава 28 август, Богородица. И сега немаме ние настрешница во црквата. Кога дојде Свети Јован и Кирил Методи, кои излезат верниците, дојдеме од пожарната да ни дадат некои 4 тенди и од црквата, мислам, направиме 6 котла манџи, ќе дојдат ќе ги гледат тука и спобегат луѓето од невремето и немаме ништо. Имаме онаму трапезарија, имаме 30 маси по 2 метра, ставени се на сушина, ма сега има настрешница више, се може да ставиме и тука. Благодарност и нека доаѓаат верниците, значи Мојанци село за пример. Од црковниот одбор при храмот ги повикаа сите верници на заедничка литургија. Утре кога се слави празникот Успение на Пресвета Богородица и кога се очекуваат голем број гости и верници на заедничка трпеза на љубовта. Канал 8 веќе информираше, но деновиве излегоа и броевите на кои хуманите граѓани може да донираат за Дарио Павлов, 14-годишно момче од Кочани кој боледува од енцефалитис, болест која што му невозможува да се движи и му предизвикува силна болка. Третман со матични клетки во Грција ќе му помогне во лекувањето на болеста, но е потребна голема сума финансиски средства. Семејството Павлови ги моли хуманите граѓани за помош. Семејството Павлови од Кочани ги моли сите хумани граѓани ако се во можност да донираат за помош на 14-годишниот Дарио Павлов од Кочани, чиј што живот одеднаш се смени со диагностицирањето на болеста енцефалитис трансферзален миелитис, кој направи компликација и предизвика воспаление на рабетниот мозок. Тоа пак предизвика целосна парализа на десната нога и изнемоштена болка што се влошува и зголемува секојдневно. За да се намали воспалението, Павлов треба да добие третман со матични клетки во Грција, кој што чини многу повеќе средства отколку што може да обезбеди неговото семејство, односно потребни се 30.000 евра. Затоа секоја донирана сума е добре дојдена, бидејќи третманот треба да започне во септември и ќе биде од голема корист за него и неговото семејство. Затоа семејството Павлови од Кочани ги моли сите хумани граѓани колку се во можност да му помогнат на Дарио да ги собере потребните средства за лекувањето, кое треба да му овозможи нормално да се движи и среќен да го продолжи детството. Хуманите граѓани може да донираат на броевите на T-Mobile 143 105 и на VIP 143 461. На конкурсот Охридијада 2018, што за прв пат го организираше поетесата Милица Паулус, кочански поети и писатели добија награди и признанија. Истите ќе им бидат доделени на 13 октомври во Скопје. Писатели и поети од Кочани учествуваа на конкурсот Охридијада 2018, што за прв пат се организира во Македонија, а организатор е поетесата Милица Паулус. Кочанските автори добија и награди и признанија. Од категорија возрастни, наградени книги се на Милица Трпевска за поетско созвездие и Атанас Ѓоргиев за книгата Шепот на душата, за кој што добија и дипломи. Во категорија проза за возрастни, за книга на годината, беше прогласена книгата Говорот на срцето на Славица Цветкова и Ледена Кока-кола на Ленча Стоименова, за кој што добија трофеј и диплома. Во категорија поезија за деца од 7 до 13 години, награда книга на годината доби книгата на Великден на Ленча Стоименова.
Во категорија поезија за млади од 14 до 17 години награда доби Марина Гоцевска за книгата Кога срцето гори, која што е наградена за книга на годината со трофеј и диплома. На конкурсот Охридијада, кој го организираше Милица Паулус за прв пат оваа година, ја добив наградата за најдобра книга од категорија на млади од 14 до 17 години. Мојата прва стихозбирка Кога срцето гори. Добив трофеј и диплома, а исто така учествуваа и повеќе автори од нашиот град. Инаку оваа манифестација ќе се одржува на 13 октомври во Скопје. Задоволна сум од наградата и се надевам дека ќе има уште многу вакви манифестации кои што ќе учествуваме заеднички и ќе ги промовираме нашите поетски дела. Во категорија наградени книги со афоризми и сатира се Немирен сон на Јане Атанасов од Кочани и Обесена на врат на Ленџа Стојменова. Наградени песни пак се на Влашка Стојкова за песната Како да ти кажам, Андреј Јанков за песната Живот и на Ружа Стојмилова за песната Излитени чувства. Наградите ќе им бидат доделени на 13 октомври, кога ќе се одржи манифестацијата Охридијада 2018 во Скопје. Следуваат информациите од спортот. Женскиот фудбалски клуб Кочани со пораз ја отвори новата напреварувачка сезона во првата фудбалска лига за жени. Со резултатот 5:0 фудбалерките од Кочани беа надиграни на домашен терен од тимот на Речица од Куманово. Убедлив пораз од 5:0 претрпе екипата на женскиот фудбалски клуб Кочани од тимот на Речица Куманово на надпреварот од првото коло во првата фудбалска лига за жени, што се одигра во саботата на стадионот Никола Мантов во Кочани. На почетокот на надпреварот жетварките се трудеа и пружеа отпор, но како минуваше времето тие паѓаа на кондиционен план, што одеше во прилог на гостинките кои вешто ја користеа секоја прилика за гол. Иако фудбалерките од Кочани на полувреме губеа минимално од 1:0, сепак тоа не беше вистинскиот показател за ситуацијата на теренот. Интересно е да се спомени тоа што домакинките на овој надпревар не создадоа ниту една шанса за гол, освен слободниот удар на Ѓоргиева, кој гостинскиот голман со одлична одбрана успеа да ја зачува својата мрежа. Инаку во саботата стартуваше новото првенство во првата фудбалска лига за жени. Колку е слаб квалитетот на играчкиот кадар и на самото надпреварување говори и фактот дека на 6 закажани средби беа постигнати вкупно 68 гола, или во просек по 11 на секој надпревар. Невисока победа остварија фудбалерките на Истатов од Дојран, кои на гостувањето во Битола против Атлетико постигнаа 20 голови. Веќе во следното коло, кое е закажано за 2 септември, токму фудбалерките од Кочани ќе гостуваат во Дојран против екипата на Истатов. Ако се земе предвид дека дојранчанки се кандидатки за шампионската титула во оваа сезона, тогаш девојчињата од Кочаник имаат тешка задача да извлечат поволен резултат. Планинарите од Планинарскиот спортски клуб Осогово зедала учество на меѓународниот планинарски марш Голак 2018 година, што се одржа во неделата во организација на планинарското друштво Голак од Делчево. На маршот учествуваа околу 200 планинари од неколку планинарски спортски друштва од земјава и странство. Планинарите од Планинарскиот спортски клуб Осогово учествуваа на 4-тиот меѓународен планинарски марш Голак 2018, што се одржа во неделата во организација на истоимениот планинарски клуб од Делчево. На маршот имаше над 200 планинари од неколку планинарски спортски друштва од државата, меѓу кои и планинари од Кочани, како и учесници од Бугарија. Планинарскиот марш започна од Делчево преку локалитетите Милосова чешма и местноста Горен Балван, па се до врвот Чашка на висина од 1536 метри. На крајот од маршот организаторот им додели благодарници на учесниците, а заедничката дружба заврши со планинарски ручек во кругот на шумската кукичка Голак. Меѓународниот марш Голак се организираше со поддршка на Федерацијата на планинарски спортови на Македонија и општина Делчево. Покрај оваа активност, планинарите од Кочани викендов учествуваа уште на неколку маршеви за освојување на планинарски врвови во Македонија и Бугарија. Добар настап и освоено 5-то место постигнаа членовите на клубот МТБ Исток од Кочани на полумаратонот во Струмица.
Петмината учесници ја истрчаа патеката, за што се стекнаа со признанија. Одличен настап имаа петмината членови на клубот МТБ Исток од Кочани на првиот ноќен полумаратон, што викендов се одржа во Струмица. Во конкуренција на околу 880 надпреварувачи, кочанецот Панче Зафиров ја истрча патеката во групата маратонци кои се најдоа пред сите останати, а на крајот го освои петтото место. Неговите клубски колеги Станко Петровски и Владо Симеонов го поделија 10-тото место, со што ја потврдија добрата форма и подготвеноста. Полумаратонот во машка конкуренција се трчеше на кружна патека во должина од 21 км, при што освен надпреварувачи од Македонија имаше и гости од Белгија и Србија. Кочанскиот клуб МТБ Исток имаше своји представнички во женска конкуренција, кои трчаа на патека долга 10 км. Марина Гоцевска и Анита Ананиева исто така беа добро подготвени и стигнаа до целта, за што од организаторот на полумаратонот добија медали. Надпреварот се одржа во рамки на Струмица Опен фестивалот, а организатори беа Сдруженијата Југо-Исток и Културно-забавен живот. Почитувани, временската прогноза беше последната информација во ова издание на вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.